емисија Мој збор разговарам и ја угостувам Данче Пауновска, која е лиценциран психолог, психотерапевт од областа на гешталт психологијата и секако психолог кој што освен со возрастни работи и со деца. Таа ќе ни одговори на сите недоумици кои што се однесуваат на примената на психотерапијата, кога треба да се јавиме на психотерапија, каков е односот помеѓу психотерапевтот и клиентот и секако што се може да ни реши психотерапијата и колку ние треба да бидеме одговорни во поглед на барање на помош кога тоа ни е неопходна. Исто така ќе ја представиме и новата техника со која што Данче Пауновска се занимава во областа на психотерапијата и незината примена, а тоа е хипнотерапија. Ќе откриеме нешто повеќе и за самата хипнотерапија, а и секако за гешталт парадигмата која што се применува во областа на психотерапијата. Сите прашања кои што се поврзани со психичкото здравје и со се што нуди самата психотерапија, ќе откриеме во продолжение во мојот разговор со мојата денешна гостинка Данче Пауновска. Данче, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата Мој збор. Имено јас веќе подолг период ги следам и твоите објави и твоите јавни настапи, можам да кажам, и сум до некаде фасцинирана од таа комбинаторика на методи и тој оригинален пристап што го користиш во рамките на психотерапијата во однос на клиентот, односно во однос на луѓето кои што доаѓаат и ти се обраќаат за помош. И некако кога зборуваме за психотерапија, многу често употребувам збор, барем според мојот впечаток, меѓутоа луѓето се уште мислам дека не знаат точно прецизно да определат кога е тој момент кога треба да се обратат за помош кај психотерапевт, кога психотерапијата е потребна и дали е вистина тоа дека треба да имаме некоја голема животна промена или некој проблем, па тогаш ете да посегнеме по психотерапија, или едноставно тоа може да биде и некој метод со кој што ќе се разрешиме и откриеме дилеми кои што не сме ги знаеле. Се уште е нејасно меѓу луѓето што е психолог, што е психотерапевт и што е психијатар. Меѓутоа, како и да е, кога им се случуваат одредени промени, психички, емоционални и социјални исто така, бидејќи сето тоа е поврзано, потребно е да побараат помош. Важно е да се решат за да побараат помош, понатака е лесно каде тоа ќе биде и како ќе се одбива. Што е здраво кај едно лице, значи непречено да си одговори на своите животни потреби, кои што ќе се одвиваат во еден спонтан, ритмички и начин на една благосостојба. Меѓутоа, тоа не е секогаш така, се случуваат различни ситуации кои што ќе не доведат во една можеби вознемирувачка состојба, така што ќе биде лицето попречено во секојдневниот живот како ќе функционира и како ќе реагира. Тоа е еден и то како добар показател да обрне внимание што му се случува и да побара стручна помош, која што ќе биде идентификувана од страна на стручното лице. Има многу показатели, значи се она што ќе посмета во секојдневниот живот лицето да функционира, може да биде пример биење на срце, понатака потење на дланки, јаки главоболки, абдоменални реакции, панични напади, фобии можат да бидат, депресии, нели понатака тоа сето прераснува во некоја поголема димензија. Можам да издвоам да речеме, ако лицето осети, почувствува дека е изразена некоја негова емоција, согласно она што се случува. Поинтензивно ќе изрази таа емоција, еден од показателите, можеби тоа за себе нема да биде толку свесно, меѓутоа ако било кој член од фамилијата тоа го примети, исто така е пожелно да му посочи, односно да му даде предлог да се обрати за помош. Еве да речеме некоја емоција, да речеме тага може да биде или некоја лутина, каде што ќе ја изрази поинтензивно отколку што навистина реално е настаната. Друго, може некоја животна ситуација
случка, траума или настан во секојдневието, постојано да го превртува во главата. Почнува, ако беше вака, ако беше така, ќе направев. И тука се ствара една лутина кај лицето. Всушност не е свесно, меѓутоа станува збор дека нешто неадекватно знае да се справи кон околината. Друга работа, што е показател за да се обратиме за стручна психолошка помош, може да бидат сите физички, телесни реакции што ги кажавме, и лицето ако не обрне внимание, може да посегне по различни опијати. Може да бидат алкохол, може да биде дрога, медикаментозна терапија, дури во многу случаеви каде што сами тоа го прават. Меѓутоа тоа не го решава проблемот никако и тој ќе ескалира. Исто ако лицето почувствува дека во нешто што уживало и го правело, понатака губи волја за истото, треба да стане свесно дека нешто со него се случува и да обрне внимание за третман. Не треба ние да се обраќаме само на психолог кога имаме некој проблем. Добро е да се обратиме и за некоја дилема, затоа што кога ќе се обрати лицето на стручно лице за решавање на еден проблем или дилема, тогаш тоа ќе работи на себе видување на работите и на станите со помош на терапевтот, за да може да ги согледа сите работи и да донесе правилна одлука. Затоа е важно, се додека сме здрави, менталното здравје да го уважиме и такако, да не биде тоа веќе табу тема или дека е срамота да се оди на психолог или на психотерапевт. Напротив, ги охрабрувам како што одат за физичкото здравје во теретана, така да се охрабрат да се опуштат во разговор со психологот или психотерапевтот, зависно што е потребно. Така убава аналогија баш направи дека како што ни треба и нам козметика за нашето тело, ни треба и козметика за душата. Сега многу често луѓето претпоставуваат дека доколку избегнат психолог, можат самостојно да го решат проблемот, па после тој ќе, како што рече и ти, ќе ескалира, па завршуваат на психијатар или со некои потешки облици на нарушување. Колку е важна превенцијата, чинам дека и ти говореше во еден од твоите настапи, дека впрочем посетата на времена на психолог може да реши многу работи и да спречи многу настани немили во иднина. Па колку е важна и според тебе превенцијата и колку е важно навремено да се јавиме на психолог, наместо да имаме таа стигма и срам дека е срамота да се оди на психолог. Така. Како што кажавме, срамота не е воопшто. Превенцијата е важна. Зошто? Затоа што лицето по пат на посета на психолог ќе научи што е ментална хигиена, односно како ќе се справува со сите животни настани и ќе се стекни со едно добро психичко здравје. Со помош на терапевт тоа може да го постигне, дел или нешто што самите учат, сознаваат, меѓутоа потребни сме ние. Најпрво ние во превенција гледаме лицето која слика реалистична ја има за себе. Тоа е еден важен фактор во менталната хигиена, затоа што реалистичната слика за себе, всушност таа се формира уште во детството почнува, меѓутоа најголем акцент има во адолесценцијата. Така да јас обично тука користам проективни техники во кои што им давам така некој огледало или слично да се видат себе си. Ако реалната слика за себе е еднаква спрема огледалото, тогаш велиме дека лицето може добро да се справува во животните ситуации. Меѓутоа, ако што викаме ние се умислуваме, дека сме нешто повеќе од што сме, тоа ќе предизвика еден голем немир во нас, бидејќи ние сите знаеме за себе кои сме, особено кога ќе бидеме во контакт, некои си 5 минути барем пред спиење, кога ќе ставиме главата на пирница,
знаеме точно кои сме, што сме направиле, што не сме направиле за себе. Покрај реалистичната слика, важно е лицето да биде исто така во работен однос, да го работи она што го сака. И тука, кога се обраќаат за помош, често им велам, што правите во врска со тоа прашање, место да имате лутина кон надворешноста, да видите дали имате нека одговорност во врска со тоа, ако цените дека е потребно друго да работите, дека се наоѓате повеќе во тоа, дали, например, се обраќате на некои нови интервјуа, барате работа. Што сакаме да постигнеме кај клиентот? Да ги спознае своите потенцијали, да може да се подпри на нив, всушност внатрешната поддршка да ја има во себе, отколку да биде локусот на контрола надвор во средината, кој што може често пати да биде и погрешен. Така. Многу интересни одговори, сега се инспирирам и под прашање да поставам. Например, барем моето мислење, мојата позиција е таква дека психологот ти е лице во кое што треба да имаш најмногу доверба, затоа што кога разговараш со психолог немаш тајни, дури ако се обидуваш нешто да скриеш од психологот или сакаш да имаш тајни, мислам дека психологот многу добро ги чувства тие слабости, недостатоци и каде неговиот клиент впрочем сака да си даде некој механизам на одбрана, да негира нешто, некоја реалност и така натаму. Дали си имала можеби од твоето искуство ситуација кога клиентот чувствува дека му треба помош, сака да побара помош, ама не знае како и се уште има гард, и како се работи на стекнување на таа доверба помеѓу психотерапевтот и клиентот? Гардот за почеток е многу вообичаен и тука нема замерка. Меѓутоа довербата како се стекнува, тоа е преку диалошкиот однос, кој што се подпира на екзистенцијализмот и на феноменологијата. Значи прво имаме еден екзистенцијален разговор кој што и текако е една јака пулсирачка точка која ќе се сретнат две лица. Што значи тоа? Бидејќи контактот, диалогот е и вербален и невербален, важно е кога лицето зборува, ние да не му се наметнуваме, него да го гледаме неговиот целосен субјективен свет, да го прифатиме такво какво што е, без да му се наметнуваме со нешто треба, тоа е значи недозволиво во нашата работа, туку да се воспостави еден хоризонтален однос, односно јас-ти однос. Тоа не значи дека ќе се дозволи на лицето да остане со сите своји содржини такво какво што е, меѓутоа тоа е еден почеток за да се отпочне процесот. Прво, значи, имаме една инклузија, тоа е вклученост во кој што следиме лицето што се ќе каже, што зборува, каков е неговиот свет, какви се неговите содржини, какви се неговите погледи кон било што. Понатака ние имаме едно присуство во кое што и посветеност. Во присуството ние веќе можеме како терапевти да формираме што ќе работиме со клиентот и како ќе го водиме процесот, затоа што во моментот на инклузија ние тука ги осеќаме сите некои механизми на одбрана и отпори. И во овој момент правиме една добра подлога за почнување на психотерапискиот процес или психолошко советување, зависи што е потребно. И веќе тука терапевтот се вклучува максимално, се посветува на клиентот и од тука почнуваат, значи, употребата на сите методи во кои што клиентот ќе се истражи себе си со сите своји можности и потенцијали. Меѓутоа, никогаш не одиме одеднаш. Одиме полека, особено гешталт терапијата е некако како лушпа од кромит, значи полека се лупи, се лушти клиентот, се почитува, се додека тој
до степен до кој што може да се отвори. Така полека се стекнува една доверба, иначе во самата почетничка сеанса секогаш се кажува што е нашата, што е морал, што е етика во психотерапијата, дека тука останува се што ќе се каже и се безбедни на некој начин. Јас сметам дека и гледачите ќе почувствуваат ова смиреност, затоа што јас навистина додека зборуваш, имам како да ми се зголемуваат апетитите да кажеш уште нешто, постојано сум заведена од твоите одговори. Уште едно прашање што многу често се поставува, мислам дека и тоа е можеби дел од нашите стереотипи и предрасуди што ги имаме за улогата на психологот во нашиот живот. Сметаме дека психологот може да ни ги понуди сите решенија, само е доволно да се појавиме на психолог и тоа е тој што има магично стапче, ќе сврти со магичното стапче и ќе ни ги реши. Колку е до нас, колку психологот има менторска и педагошка улога, можеби да ги извлече решенијата кои што се во нас, само треба да ги откриеме со добро водство, или сметаш дека е подоминантно ова прво тврдење кај клиентите? Обично клиентите мислат дека психологот ќе ги реши сите работи, што не е така воопшто. Тоа отприлика јас вака им го објаснувам за почеток да им олесне. Викам, ако вие одите на доктор или ве боли грлото, вас ќе ви дадат антибиотик. Меѓутоа, вие треба да го испиете. Сега, овде е малце поинаку. Меѓутоа, клиентот прво учи што е ментална хигиена, што е психичко здравје, се користат сите методи, значи дали се тоа проективни техники, дали е седнување на столче, понатака има водени фантазии во кои што ќе се пројават различни, нова свесност ќе се појави кај клиентот, така да полека со помош на сите методи тој се спознава себе си. Самиот ќе ги види отпорите, кога ние ќе ги вратиме некако со нашата методологија, значи да се види себе си. И исто помагаме со помош на, јас барем работам сега во поново време една нова проективна техника, во која што има 50 сликички. Тие ќе си одберат прво 5, јас им велам 3, па ако ќе фатат да одбираат многу. Значи, секоја сликичка е поврзана со одредена потреба, одредена тема, не сакам да велам зборот проблем, го менувам со зборот тема. Една сликичка што ќе одберат предизвикува една огромна емоција кај клиентот. И јас велам сега состави приказна и има тука прашање, што предходело на овој настан, што препознаваш, како ја одбрабаш оваа фотографија, што за тебе значи, со што ќе ја поврзиш, така да многу работи се поврзуваат од минатото и секогаш имаме ние значење на минатото и иднината во сегашноста. Значи, значаен е сегашниот момент, меѓутоа и то како е поврзано и минатото и секогаш стрепиме што понатака во иднината со она што ние треба да го одбереме. Што е важно во психотерапијата, што клиентот научува највеќе да биде одговорен за себе, тогаш нема кој да биде виновен, меѓутоа одлуката не ја носи туку така на брзина и сам. Со наша помош согледува што е добро, што лошо, што е корисно, што не корисно, ако остане во она каде што е, или пак во новата промена со која што секако ќе се изборат со новите предизвици. Остануваат во комотна зона понекогаш, во одреден дел, меѓутоа понатака со работа тоа го поминуваат. Комфорна зона, имаме две комфорни зони во психотерапијата. Првата е онаму каде што сме, со сите проблеми, со се што не гуши, со се што не тишти. Меѓутоа таа е позната за лицето и затоа остануваат таму. Меѓутоа има неколку ги викаме ризици во кои што ќе не одведат во нова, здрава, комфорна зона, за која што треба и то како добро да се спрегнеме со работа на себе и со превземање на одговорности. Има еден интересен момент, сега кога ги спомнавме, или како почетоците на психотерапија, често пати клиентот доаѓа и вика, јас имам депресија, веќе сами се диагностицираат. И тука викаме полека, чекај да видиме што, како до тој заклучок.
Меѓутоа, дури кога е така, јас секогаш им велам, или кога ќе дојдат со анксиозност или паничен напад, викам, ова е одлично што ви се случува и тука добиваат еден шок, како вика, па јас не сакам да сум во депресија, јас не сакам да имам паничен напад. И викам да, меѓутоа ова е показател дека ние нешто во животот правиме како што не сакаме, можеби сме интроектирани, многу своји потреби не сме ги задоволиле преку механизмите на одбрана, кои што се повеќе зависи каде лицето ќе закочи. И тоа така во текот на животот се си трупа и организмот веќе се буни. И тој преку овај пат ни вели сега менувај нешто кај себе. И затоа викам, секогаш кога имате депресија, исто како Јунг повели, седнија рамноправно со тебе заедно на маса, изборувајте, тоа некаде секако дека ќе не одведе, и те го спомнав и Јунг. Так, и добар вовед ми даде со однос на тоа дека кога разговаравме, нели, за да го направиме интервјуто, ми беше доста интересно затоа што сподели со мене дека ќе работиш на усовршување на една нова техника која се применува во хипнотерапијата. Така. И тоа значи дека како психолог не работиш само на когнитивното ниво, туку еве се обидуваш и да продреш на оние сфери кои што Фројд ги нарекува скриени делови од дидот или некои настани од минатото кои што сме ги блокирали или на некој символички начин заклучиле длабоко во нашето потсвесно. Тоа ми е интересно да го споделиш со нас како се охрабри токму за таа техника и исто така сакав да те прашам за она што го сподели во однос на топлиот и ладниот однос со клиентот. Дали психотерапевтот треба да биде само оној кој што фаќа белешки како што Фројд представа на клиентот лежи на црвен кауч и немаат никаков контакт, овој само психотерапевтот само врши испрашување или сметаш дека тоа е еден комплексен однос кој што е полн со емпатија, со топлина, доверба? Така. Па како што кажавме, кога поставуваме хоризонтален однос, важно е клиентот да не почувствува дека сме и ние луѓе со секакви проблеми. Обично клиентите мислат за нас можеби сме ние луѓе што немаме проблеми и они всушност научуваат дека не е дека нас нема да ни се случуваат проблеми, било кого, дали на терапевтот, дали на клиентот, небитно кој со што се занимаваме, возрастна, него како ние ќе се справиме. Сега, во мојата работа, во справувањето, значи, кога клиентот работи на себе, покрај, зависи тоа што е потребно, некаде е потребно само когнитивно на некој начин советување, имаме исто гешталтистички пристап. Меѓутоа, јас во мојата работа приметив дека на луѓето малце повеќе им треба поголема топлина. Тоа не значи дека границите се поминати, далеку од тоа. Сакаат едноставно да осетат дека не се сами на овој свет. И често пати јас им велам, и терапевтот, дури едно прашање ми беше поставено на едно предавање и вика како да дојдам јас да бидам вака како вас. Како викам вие знаете каква сум јас? Можеби јас носам товари од проблеми. Меѓутоа, работата е да научиме да се справуваме со истите. И тоа кога клиентот некако ќе види дека секој на некој начин нешто носи во себе, страда, решава, преидува препреки, му станува многу полесно. И во својата работа стварно сватив дека потребни се повеќе методи, затоа што секој човек е различен, носи различен проблем. Дури еден исти проблем, пример, еден анксиозен, да речеме анксиозна состојба или паничен напад, кај секое лице се решава различно и затоа е потребен различен пристап и многу ме интересираше несвесниот дел. Затоа ми се допаѓа таа една метода, хипнотерапија, која што еве скоро некако здравие ќе се оконча. И тука всушност несвесното е едно мало дете во нас. И тоа
нас не гледа како свесно битие, такви какви што сме и многу не сака такви какви што сме. А секое дете го прифаќа апсолутно она што го гледа кај возрастниот. И сега, исто, тоа ни е голем пријател и постојано не опоменува на некој начин, бара нешто, гледа дека страдаме и бара да се промениме. И тоа почнува да се буни како секој едно мало дете. И затоа ќе не однеси во некоја исто депресија, анксиозност. Ни покажува, менувај нешто во себе, не останувај вака. Меѓутоа во хипнотерапијата тоа веќе е многу подлабоко, резултатите се многу побрзи. Дури за една тема е една сеанса, така да добива лицето упати и е важно да ги следи тие упати. Сега ако се вратиме на тоа нели волшебно стапчето, и тука нема волшебно стапче, значи кога ќе ги добие сите упати, потребно е лицето да работи на истите, да ги почитува и колку да му се гледаат дека се неважни. Така, Данче, навистина ти благодарам што одвои време и што вака ни даде прилика да зирнеме во светот на психотерапијата и да видиме и да дознаеме што впрочем професијата психотерапевт значи и колку нам ни е потребна. Мислам дека заедно испративме една јасна порака до гледачите дека психотерапијата е навистина, можам да кажам, и неопходен дел од животот на еден човек, особено во современиот контекст каде што сите сме притиснати од различни страни, се бориме и со предизвици, со време и така натаму. Така што еве апелирам до сите гледачи, доколку почувствуваат потреба или доколку имаат уште некои дилеми, да се обратат во твојата, да ти се обратат тебе и едноставно да со заедничка работа најдете решение за проблеми. Така, јас сакам само уште нешто да кажам, дека центарот е проширен со реики метода, која што го работи високо сертифицирано лице. Таа е една моја пријателка, значи се сертифицираше, учеше, што велам јас, секогаш во изборот. И така да и таа метода се применува и е многу корисна за клиентите, затоа што работиме веќе и на духовното и на енергетското, кое што е исто така многу важно. Јас веќе ги чувствувам позитивните импликации од разговор со психотерапевт, ги препорачувам топло на сите и благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас. Од денешниот разговор заклучивме дека освен тоа што треба да бидеме одговорни за нашето тело, треба да бидеме одговорни и за нашиот психички корпус, односно за нашето психичко здравје, затоа што човекот представува комплексен систем кој што покрај тоа што има видлива и манифестна страна, а тоа е нашето тело, има и страна која што со голо око не се гледа, тоа е нашата душа, меѓутоа тоа е делот кој што треба внимателно да го доверите на некој кој што навистина има искуство и знање. Внимателно одберете го вашиот психотерапевт и секако посетувајте редовна психотерапија, затоа што тоа е една од круцијалните и нужните активности денеска, како што луѓе одат на спортување, планинарење и теретана, така треба да имаат и свој избран психотерапевт. Исто така сметаме дека табуата кои што се поврзани со психотерапијата треба комплетно да исчезнат, а за тоа е потребно секој од нас да се позанимава и да се едуцира на тема на своето психичко здравје. Тоа е нашата одговорност и секако тоа го правиме за наше подобро утре и подобро утре на идните генерации, посебно на нашите деца и нашето семејство, затоа што здрава и одговорна личност е функционална личност и личност која што може да придонесе во социјалниот контекст и во однос на подобрување на социјалниот живот на сите околу неа. Вие го следавте мојот денешен разговор со лиценцираниот психолог Данче Пауновска, а исто така за нашите гледачи препорачуваме да ги читате секоја недела колумни на Марија Стојчевска на порталот мојзбор.com. Ние се гледаме веќе следната недела со нови и интересни теми. До тогаш ќе ви посакувам убав викенд.